Денеска православната црква ги празнува светиот Григорий епископ Ниски, преподобниот Амон мисирски подвижник и светиот Маркијан. Светиот Григорий епископ Ниски. Овој светител е брат на светиот Василий Велики. Најпрво бил само презвитер затоа што бил оженет, а кога му починала жената, блажената Теозва, го избрали и го поставиле за епископ во Ниса. Се одликувал со огромна светска ученост и духовно искуство. Учествувал на Вториот Вселенски собор. Се мисли дека тој го составил вториот дел од символот на верата. Голем беседник и толкувач на Светото писмо и голем богослов. Заради поразот, ариевците многу го намразиле како свој најстрашен непријател и во времето на царот Валент, нивни едномисленик успеале да го симнат од епископскиот трон и да го испратат во прогонство. Овој свет отец 8 години поминал во прогонство, трпеливо поднесувајќи ја сета беда и сите понижувања. Најпосле починал во длабока старост кон крајот на 4 век, преселувајќи се во Царството Божјо. Низ вековите овде на земјата останал како големо светило на црквата.
Преподобниот Амон Мисирски подвижник. 14 години се трудел и на Бога се молел само да го победи гневот во себе. Достигнал толку големо совршенство на добрина, што мислел и не бил свесен дека постои зло во светот. Посебно го познавал Светото писмо. Се упокоил во почетокот на 5. век. Светиот Маркијан. Роден е во Рим, но како презвител проживеал до крајот на својот век во Цариград. Поголем дел за време на царувањето на Маркијан и Пулхерија. Наследувајќи големо богатство од родителите, тој без штедење го потрошил за две цели: надзидање и обновување на храмови и на милостиња за сиромасите. Изградил 2 нови цркви во Цариград, познати по својата убавина и светост, посветени на светата Анастасија и на светата Ирина. Кога го запрашале зошто толку многу троши на цркви, тој одговорил: кога јас би имал ќерка и би сакал да ја мажам за некој благородник, зарем јас не би потрошил многу злато да ја украсам како достојна невеста, а овде ја украсувам црквата, невестата Христова. Колку пак овој прекрасен маж бил дарежлив кон црквата и сиромасите, толку бил цврст кон самиот себе си, следејќи го советот на апостолите. Но кога имаме храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. За него е напишано: целиот беше во Бога и Бог беше во него, и му се представи на Бога исполнет со добрини и добри дела во 471 година. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i Поуки од светите отци. Љубовта има 3 ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ.
Te